Здраво на сите! Добре дојдовте во 13-та емисија од квизот Умни глави, првата емисија од полуфинале. Денес со нас се тимовите од Средното општинско училиште Јане Сандански, ултравиолетови лавчиња, и тимот од Средното општинско училиште Никола Карев, пчелари. Дали сте задоволни со вашиот успех што стигнавте до овде? Па се разбира. А вие? Да. Како повеќе се доближуваме до крајот, прашањата се се потешки. Па, дали сте расположени да почнеме со квизот? Може. Можеме. Одиме со првата игра, која што е наречена да или не. Секој од тимовите добива по 10 прашања, а вие треба да одговорите дали се точни или не. За секој точен одговор добивате по 4 поени, а максимум време за размислување имате 5 секунди. Одиме со прво прашање за тимот ултравиолетови лавчиња. Бубамарите крварат од колената кога се во опасност. Да. Точен одговор. Кога бубамарите чувствуваат дека се во опасност, од нивните колена излегува смрдлива течност која остава жолти дамки на површината под нив. На тој начин ги заплашуваат предаторите. Одиме со прво прашање за тимот пчелари. Вкупната коса од главата може да издржи тежина еквивалентна на 2 слона. Да. Точен одговор. Второ прашање. Аполон е бог на војната. Не. Точно, тој е бог на сонцето. Второ прашање за пчелари. Сад е земјата во која се конзумира годишно најголемо количество бомбони. Да. Вашиот одговор не е точен. Тоа е Данска со просек 13 килограми по човек. Одиме трето прашање за тимот ултравиолетови лавчиња. Русата боја на коса е најретка. Не. Вашиот одговор е точен. Црвената е најретка боја на коса. Трето прашање за пчелари. Биберот е најпопуларниот зачин во светот. Не. Вашиот одговор не е точен. Одиме со четврто прашање. Повеќе од 80% од американците пијат кафе. Да. Вашиот одговор не е точен. Повеќе од 52%. Четврто прашање за тимот пчелари. Најголемиот вулкан во нашиот сончев систем се наоѓа на месечината. Да. Вашиот одговор не е точен. Тој се наоѓа на планетата Марс. Одиме со пето прашање за ултравиолетови лавчиња. Новороденчињата првите месеци гледаат црно-бела. Да. Точен одговор. Пето прашање за пчелари. 1/4 од коските во телото се наоѓаат во нашите стапала. Да. Точен одговор. Шесто прашање за тимот ултравиолетови лавчиња. Познатиот Винсент ван Гог во бес пресекол дел од својот прст. Не. Вашиот одговор е точен. Го пресекол своето уво. Шесто прашање за тимот пчелари. Најголемиот корален гребен во светот во Австралија се гледа од Вселената. Да. Точен одговор. Седмо прашање. Бейсбол топче ќе патува подалеку на топло време отколку на ладно. Да. Точен одговор. Седмо прашање за пчеларите. Ако во жив песок остане смирени и неподвижни, ќе потонете. Да. Вашиот одговор не е точен. Напротив, бидејќи телото е поретко од песокот, тоа ќе исплови на површината. Одиме со осмо прашање. Ономастиката ги изучува собствените имиња. Да. Точен одговор. Осмо прашање за пчелари. Хартијата е спроводник на електрична струја. Да. Вашиот одговор не е точен. Хартијата е изолатор.
Одиме со предпоследно 9-то прашање. Во периодниот систем постои елемент Менделевиум. Да. Точно. 9-то прашање за пчелари. Нона представува строфа од 10 стиха. Не. Точен одговор. И одиме со последно 10-то прашање. Првиот производ кој компанијата Sony го пуштила во продажба била печка за ориз. Да. Точен одговор. 10-то прашање за пчеларите. Канада била првата земја што почнала да употребува хартиени пари. Не. Точно, тоа било Кина. Завршивме со првата игра, а резултатот е следен. Ултравиолетови лавчиња имаат вкупно 36 поени, а пчелари имаат 20 поени. Продолжуваме понатаму со втората игра, која што е наречена проста математика. Дадени ви се 6 цифри, од кои треба да добиете 3-цифрен број, а при тоа користејќи ги математичките операции: собирање, одземање, множење, делење, загради и еднакво. Имате 2 минути за решавање на задачата, а 30 секунди за презентација на вашето решение. Оној кој што ќе го добие точниот одговор добива 20 поени, а ако вашиот одговор е приближно до решението, се добива 12 поени. Одиме со прва задача за тимот ултравиолетови лавчиња. Добијте го трицифрениот број 314 со помош на математички операции помеѓу броевите 8, 4, 11, 2, 3 и 50. Времето тече. Времето е на половина. Добијте го трицифрениот број 314 со помош на математички операции помеѓу броевите 8, 4, 11, 2, 3 и 50. Уште малку ни остана. Пет, 4, 3, 2, 1. Времето истече. Тими ултравиолетови лавчиња, кој број го добивте? Точно. Точниот број. Имате 30 секунди за презентација на вашето решение. 50 по отворена заграда, 4 плюс 2 затворена заграда, плюс 11 плюс 3. Вашиот одговор е точен. Добивате 20 поени. А сега одиме со задача за тимот пчелари. Добијте го трицифрениот број 371 со помош на математички операции помеѓу броевите 6, 9, 2, 25, 4 и 3. Времето тече.
времето е на половина. Добиите го трицифрениот број 371 со помош на математички операции помеѓу броевите 6, 9, 2, 25, 4 и 3. Пет, 4, 3, 2, 1. Времето истече. Тим пчелари, кој број го добивте? Точен број. Имате 30 секунди за презентација. Отворена заграда, 6 плюс 9, затворена заграда, по 25 минус 4. Вашиот одговор е точен. Добивате 20 поени. Завршивме и со втората задача, каде што тимот ултравиолетови лавчиња доби 20 поени и тимот пчелари доби 20 поени. Продолжуваме понатаму со третата задача, со третата игра која што е наречена Милионер. Оној кој што има помалку поени од првите две игри избира категорија во која што мисли дека е подобар, во која што сака да се надпреварува. Во 13-та емисија може да се избира од категориите литература, занимливости, историја и филм. Добивате по 7 прашања и 4 понудени одговори. Точниот одговор ви носи 8 поени. Доколку тимот сгреши, другиот тим има право да одговара, но при тоа ќе добие по 4 поени. Имате 30 секунди за размислување. Тим пчелари, во која категорија сакате да се надпреварувате? Занимливости. Одиме со прво прашање за тим пчелари од категорија занимливости. Какви риби живеат во мртвото море? Под А. Морски риби, под Б. Морски ајкули, под В. Секаков вид риби или под Г. Никој од наведените. Под Г, никој од наведените. Точно. Второ прашање. Кои животни спијат со отворени очи? Под А. Куштерите, под Б. Делфините, под В. Коалите или под Г. Конјовите. Делфините. Точно. Трето прашање. Холивуд се наоѓа во под А. Лос Анџелес, под Б. Сан Диего, под В. Лас Вегас или под Г. Вашингтон. Под А, Лос Анџелес. Точен одговор. Четврто прашање. Во која држава е противзаконски да имате куче како миленик? Под А. Австралија, под Б. Калифорнија, под В. Исланд или под Г. Кина? Под Г, Кина. Вашиот одговор не е точен. Ултравиолетови лавчиња, дали го знаете точниот одговор? Исланд. Точно. Пето прашање. Дипсоманијата е неизмерна жет кон под А. Безалкохолни пијалоци, под Б. Алкохолни пијалоци, под В. Вода или под Г. Кафе.
имате уште малку време. Ај под Б. Точен одговор. Шесто прашање. Зборот Шпанија значи под А земја на гуштери, под Б земја на птици, под В земја на зајаци или под Г земја на тарантули. Имате уште 3 Да. секунди. Вашиот одговор не е точен. Ултравиолетови лавчиња, дали го знаете точниот одговор? Б. Вашиот одговор не е точен. Точниот одговор е под В земја на зајаци. Одиме со последно седмо прашање. Кој месец уште се нарекува златец? Под А јуни, под Б јули, под В август или под Г септември? Под А. Вашиот одговор не е точен. Дали вие го знаете точниот одговор? Под Б. Точно. Точниот одговор е под Б јули. А сега тимот ултравиолетови лавчиња, во која категорија сакате да се надпреварувате? Литература, историја или филм? Ај од историја. Одиме со прво прашање за тимот ултравиолетови лавчиња од категорија историја. Кој град беше поделен на два по Втората светска војна? Под А Амстердам, под Б Варшава, под В Берлин или под Г Париз? В Берлин. Точно. Второ прашање. Во која година Босна и Херцеговина се оддели од Југославија? Под А 1992, под Б 1982, под В 1993 или под Г 1995? Вашиот одговор не е точен. Тим пчелари, дали го знаете точниот одговор? Они подвали одговори? Да. Под А. Точно. Во 1992 година. Трето прашање. Морскиот пат до Индија е пронајден од страна на под А Джеймс Кук, под Б Фердинанд Магелан, под В Васко де Гама или под Г Кристофер Колумбо? Под В. Точно. Четврто прашање. Името на богот на виното во грчката митологија е под А Аполо, под Б Пан, под В Афродита или под Г Дионис? Под Г Дионис. Точно. Пето прашање. Првата светска војна завршува во под А 1919, под Б 1921, под В 1918 или под Г 1914 година? Под Г. Точно. Шесто предпоследно прашање. Американците го слават денот на независноста на под А 30 февруари, под Б 4 јули, под В 6 јуни или под Г 14 септември? Под Б. Под Б. Точно. И одиме со седмо прашање. Која година е формирана НАТО? Под А 1949, под Б 1959, под В 1969 или под Г 1989 година? Б. Вашиот одговор не е точен.
Они под Б ли кажа? Да. В. Вашиот одговор не е точен. Точниот одговор е под А, 1949 година. Завршивме и со третата игра, а резултатот е следен. Во третата игра ултравиолетови лавчиња добија 48 поени, а тимот пчелари добија 36 поени. До сега резултатот е за ултравиолетови лавчиња со вкупно 104 поени, а тимот пчелари вкупно 76 поени. Продолжуваме понатаму со четвртата игра, која што е наречена следиме. Тимовите добиваат по еден збор од нас и треба да формираат друг збор кој ќе започнува на последните две букви од првиот збор, а да не завршува на К или Ко. Имате 10 секунди. Оној кој победува добива по 8 поени. Одиме со првиот збор за тимот ултравиолетови лавчиња, а тоа е зборот нејаснотија. Јасновидец. Вашето време истече. Тимот ултравиолетови лавчиња добија 8 поени. А сега одиме со другиот збор за тимот пчелари, а тоа е зборот пројава. Ќе ви истече. Вампир. Како? Вампир. Иритирање. Времето ви истече. Тимот ултравиолетови лавчиња добија вкупно 16 поени, а тимот пчелари не добија поени. Одиме со последната пета игра, која што е наречена Логоа. За оваа емисија се европски држави. Тимовите одговараат наизменично, а за секој точен одговор добиваат по 4 поени. Доколку тимот погреши, другиот тим има право да одговара и исто така ако погоди добива 4 поени. Имате 10 секунди. Одиме со прво лого за тимот ултравиолетови лавчиња. Романи. Како? Романи. Вашиот одговор не е точен? Андора. Точно. Лого за тим пчелари? Естонија. Точно. Лого за тим ултравиолетови Шведска. лавчиња? Точно. Пчелари? Казахстан. Вашиот одговор не е точен? Ултравиолетови лавчиња? Кипар. Вашиот одговор не е точен, тоа е Косово. Лого за ултравиолетови лавчиња? Не знам. Сан Марино. Точно. Лого за пчелари? Португалија. Точно. Ултравиолетови лавчиња? Малта. Точно. Пчелари? Холандија. Точно. Лого за ултравиолетови лавчиња? Словенија. Вашиот одговор не е точен. Пчелари? Словачка. Точно. Лого за тим пчелари? И Монако. Вашиот одговор не е точен. Ватикан. Точно. Завршивме и со последната пета игра. Во петата игра тимот ултравиолетови лавчиња добија 12 поени, а тимот пчелари добија 24 поени. Победници на 13-та емисија се тимот ултравиолетови лавчиња со освоени вкупно 132 поени, а тимот пчелари освоија 100 поени. Се надевам дека ви е мило што стигнавте и до овде. Сепак и тоа е еден голем успех. Да, многу ни е мило. А со тим ултравиолетови лавчиња се гледаме во финале.
Сакам да се заблагодарам на Бутик Бјути кој што денеска се погрижи за мојот изглед. Се гледаме во наредната емисија.